Сведоци сме на времето каде разводите растат од ден на ден. Секој седми брак завршува со развод. Во последните години драстично е зголемен бројот на разводи на годишно ниво. Оваа појава, освен кај младите, во последно време се забележува и кај повозрасната популација. Разводот сам по себе е лоша семејна појава, а воено и општествена појава. Анкетираните граѓани земне телевизија велат дека препреките, долгите претрапувања на лоши и несакани моменти во одредена фаза од бракот се причините кои предизвикуваат развод. Менјат ги партнерите, тоа знам. Тоа е најлошо што може да веде општеството. Браковите зашо се растурат? Ради тоа. Женските почнаа да тражат мажи добри. Финансиски средства. Нема други причини. И коцки, моцки, тоа е. Оти не ги интересира. Под сигурно 40%. Тука нека. Сите. Од млади до стари. Многумина го делат ставот дека една од причините за развод е токму бегањето од одговорност и обврски кои ги содржи бракот. Овие причини се својствени и за помладите и за постарите кои се во брак. Неизоставена е појавата и на разводи кај постарата популација, каде веќе нивните деца се добро ситуирани и доволно возрастни. Многу, ама неќето ти обврски за тоа се разведуваат. Да, и возрастни се разведуваат. Пораснат ги децата и после секој на своја страна. Трпат цел живот, па после се разведат. Децата ги ситуират се и кој како мисли си прави, секој различно. Ја не го тоа поддржувам. Според податоците од Државниот завод за статистика, најголем број на разводи е кај жените, каде бројката изнесува 298 и 281 развод кај мажите се случиле во истата старосна група од 30 до 34 години. Според траење на бракот, најмногу разводи 360 се случиле од 5 до 9 години по склучување на бракот, додека просечната возраст пак при склучување на прв брак е 27 години за невестата и 29 години за младоженецот.